Успешно завршија подготовките на пионерската боречка репрезентација на Македонија за настапот на Европското првенство кое ќе се одржи во Грција. Нашите репрезентативци заминуваат во понеделник во Грција, а веќе во вторник е ждребото, додека пак во среда започнуваат борбите на Европското првенство до 15 години, односно за пионери. Штипјанецот Марио Ананиев, кој се надпреварува за боречкиот клуб Бучим Отрадовиш, за телевизија Емнет вели дека подготовките поминале во најдобар ред и дека низ овој тренажен процес биле во карантин и имале по 2 тренинга на ден. Моментално се наприpremi за Европско првенство до 15 години. Правиме 2 тренинга дневно под карантин. Во понеделник тренуваме и очекуваме резултати. Очекувам дека има тешки борби, добра конкуренција, но со добар ждреб можеме да земеме медал. Пред камерите на телевизија Емнет зборуваше и селекторот на пионерската репрезентација Јасен Ерџелари, кој рече дека припремите за Европското првенство во Грција изминатиот период поминале во одлични изданија, според предвидената програма за подготовките. Со припреми сме почнале од претходната сабота. Подготовките терат на најодличен начин. За прв пат во историјата на нашата федерација ќе учествуваме и со двете репрезентации, и со машката репрезентација, и со женската, и со комплетен состав. За прв пат во нашата земја на Европско првенство во машка конкуренција и во женска конкуренција ќе учествуваме со сите категории што се у борењето. Селекторот Ерџелари вели дека е задоволен како поминале подготовките и додава дека очекува од Грција да се вратат со медали. Многу сум задоволен како ги терат тренизите, секој ден се тренира по 2 пати со програмата од федерацијата. Тераме на најдобар начин со тренинзи и се надеваме дека од европско минимум ќе треба да имаме 2 медали од Европско првенство за прв пат за пионери за нашата држава. После Европското првенство следува Балканијада, која ќе се одржува во Скопје и потребно ќе биде да се одржува формата за настап на истото, а при тоа ќе има настапи на турнири преку кои ќе се одржува формата. Програмата ова година ни следува и Балканијада што ќе се одржи во Скопје, во Македонија, и треба да го држиме формата, ќе продолжуваме со припреми, да ги држиме децата во најдобра форма, за да имаме што повеќе медали од Балканијада за Македонија. Планираме со репрезентацијата да ги носиме на 2-3 турнири пред Балканијада, зашто Балканијадата ќе се одржи во нашата држава и ќе треба да на најдобар начин да ги браниме боите на нашата држава. Изминатиот период Штип беше тренинг центар за подготовки на пионерската репрезентација за Европското првенство. Штип е град на спортот, може да се кажеме и град за борењето. Штип секогаш имаше добри борачи. Јас се сеќавам како на моите поранешни репрезентативци што бевме со Дејан Митров, Дејан Пресателот, Богданов. Најголемите резултати за Штип ги имат борењето и затоа борењето цело време ќе биде во Штип. Нашите репрезентативци во понеделник заминуваат во Грција, каде веќе во вторник го очекуваат ждребот, а во среда стартуваат со борбите.